Ние имаме проблем и дека тој проблем од некаде се храни. Ние можеме да донесеме совршени регулативи, ако не го превенираме и ако не разговараме за системот за превенција и што тој проблем го храни, тогаш апсолутно не можеме да сметаме дека ќе ги намалуваме бројките, напротив, ќе гледаме се поголем пораст и пораст на бројките. Темата за женски права или женски проблеми или женски болести се смета за женска тема. И ние треба тука да го сензитивираме општеството, ама тоа не така како почнува од семејството преку образованието. Ние се имаме нотирано, имаме вакво процедури и постапки што се прават, но најверојатно не е доволно. Но ретроспектива сакав да почнем од носењето на законот. Особено изјавите на високи политичари и она што се случува преку социјалните медиуми, преку така наречените ботови, навистина јас можам да кажам дека диктираат во наводници однесување говор на омраза кај голем дел од населението во државата. И мислам дека граѓаните се повеќе и повеќе си даваат за право, бидејќи таквото нешто не се санкционира. Точно е дека имаме закони, точно е дека има недостатоци во законите кои што треба да се регулираат, особено да се поедностават процедурите